Односите меѓу Македонија и Хрватска се братски и Хрватска снажно ќе ја подржи земјата на незиниот европски пат, рече хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ по билатералната средба со својот македонски колега Христијан Мицкоски во Загреб. Пленковиќ истакна дека ја разбира фрустрацијата кај македонските граѓани поради предолгото чекање за влез во Унијата. Смета дека отворените прашања со кои Македонија се судрила на тој пат се неправедни кон македонскиот народ и неговиот идентитет. Според него, државава не треба да се соочи со уште пречки до влезот во ЕУ. Најави продолжување на поддршката и трансфер на знаења во делот на реформите кои треба да се направат на интегративниот пат. Hrvatska je naravno i dalje spremna nastaviti pomoć u prijenosu znanja u pogledu europskih integracija i iskustva. Hrvatska silno ќе продолжи понатаму да ја поддржува и да пружа секаква помош во евроатлантските во интеграциите на ЕУ интеграциите на Република Северна Македонија, конечно да се почитуваат сите договорени моменти затоа што од големо значење е за граѓаните на Република Северна Македонија, секако и пристапот на Европската Унија и затоа силно ќе се залага Република Хрватска по тој пат. Мицкоски му се заблагодари на Пленковиќ за поддршката кон ЕУ интеграцијата. Истакна дека односите меѓу двете земји се на исклучително високо ниво, изрази надеж дека тоа ќе продолжи така и во иднина. Сепак и тој зборуваше за евроинтегративниот процес на Македонија како вртлок без крај. Рече дека реформите кои неговата влада ќе ги направи треба да ја исправат 2,5 децениската неправда кон Македонија. Хрватските искуства биле драгоцени, но сепак и покрај тоа што двете земји заедно го почнаа патот, тој посочи дека Хрватска денеска е членка на Европската Унија за разлика од Македонија, која се уште е заглавена пред портите на Унијата. Побара поддршка и од ЕУ, бидејќи рече дека интегративниот пат е двонасочна улица. Логично е. Таа моја генерација кои што оние 90-ти години се радуваше, се веселеше на независноста. Дека конечно сме своји на своето, дека конечно тоа што генерациите го правеа и партизаните, и линденците, и тие пред нив, дека конечно се создаде македонска држава во срцето на Балканот, сега ќе биде дел од европското семејство, навистина ќе биде. За жал таа фрустрација е се поголема и поголема. Се сеќавате, заедно со Хрватска станавме кандидати, таа 2005 година, година дена пред Хрватска го подпишавме договорот за стабилизација, таа 2000-та, заедно со Хрватска добивме позитивен одговор од Европската комисија за почеток на преговорите. Хрватска е денеска повеќе од една деценија членка на Европската Унија, дел од Шенген зоната, го користи еврото како национална валута, а ние за жал се уште се занимаваме со средновековни прашања. Трговската размена меѓу Македонија и Хрватска изнесува 300 милиони долари. Мицкоски рече дека двете земји може да ја продлабочат соработката на економско ниво и заеднички компаниите да настапуваат преку конзорциуми на трети пазари. Двете земји потпишаа 2 меморандуми, еден во областа на здравството за размена на експерти и советодавни услуги и во образованието за обезбедување на исти услови за школување за македонските и хрватските ученици и студенти. Мицкоски во Загреб има средба и со хрватскиот претседател Зоран Милановиќ и со потпредседателот на Хрватскиот сабор Желко Рейнер.